Потикнат од проблемите со кои единицата на локалната самоуправа секојдневно се соочува со цел да се зголемат можностите за подобрување на состојбите во сите сфери на живењето, градоначалникот на општина Кочани Никол Чолиев одржа средба со представници на ромски невладени организации од Кочани. Илиев информираше за реализираните проекти и соопшти дека се обезбедени средства за реконструкција на улицата Стамен Манов до фабриката за вода со изградба на водовод и канализација и инфраструктурни активности кои ќе започнат набрагу. Во подготовка јавна набавка за изградба на живеалишта за лицата од старата касарна на локација во ромското мало, каде се гради и патна и комунална инфраструктура. Според градоначалникот Илиев, досега се вложени повеќе од 200.000 евра за улици, потпорни ѕидови, канализацијска и водоводна мрежа во овој дел од градот. Представници на граѓанските здруженија се интересираа за текот на активностите во делот на урбанизмот. Недеталниот урбанистички план за градска четврт 5, каде припаѓа и ромското мало, се работи близу една година и постапката е сложена затоа што постојат легализирани објекти кои тешко може да се вклопат во него. Меѓу нив се градени на сред улица или пак го немаат потребното растојание со постојните објекти. Во наредниот период ќе следуваат повторна јавна презентација и јавна анкета, што ќе се организира според уредбите на владата за време на криза, зашто граѓаните уредно ќе бидат известени. Најави Марија Салтирова Јовановска од секторот урбанизам во општина Кочани. На средбата беше истакната потребата од јакнење на јавната свест кај населението во однесувањето кон отпадот и намалувањето на дивите депонии, како и за поодговорно и совесно однесување кон јавното добро и урбаната опрема во градот. При тоа беше нагласена клучната улога на граѓанските здруженија за едукација на населението. Мануела Саидова од невладината Светла иднина ја пренесе забелешката од жители на ромското мало кои реагирале дека на еден од новоизградените краци на улицата Стамен Манов не живеело ромско население, на што одговорните во општината повикаат да нема поделби на жителите по никаква основа, бидејќи инфраструктурата е за сите граѓани, без оглед на нивната етничка и верска припадност. На средбата беше истакнато дека останува определбата на општина Кочани рамномерно да се подига квалитетот на живење, а проблемите навремено да се решаваат.